Ridistribuimi I parave nga buxheti I këtij viti, I cili të premten u dërgua shpejt për votim tek deputetët dhe që transferon më shumë fonde për fondin e pensioneve, shëndetësinë dhe ndihmën sociale, shkaktoi debat mes Lupço Prenxovit, deputet I VMRO DPMNE-s, dhe Fatmir Bytiçit, deputet nga LSDM në misionin Biznes 21. Bytiçi tha se mungojnë rreth 1 miliard euro deri në fund të vitit, pasi realizimi të ardhurave në buxhet është 85%. Prenxov nga ana tjetër pretendon se situata financiare është e qëndrueshme. Но кога зборуваме за тоа дали имаме стабилни финансии, да, имаме стабилни финансии. Дали точно знаеме што правиме со тие финансии, да точно знаеме што правиме. Вие кажавте дека денес имаме прераспределба на средства, тоа е точно, тоа е тековна работа која што се прави во текот на годината. Одлучено е сега да се направи, но не се префрлаат средства само за тоа кое што вие го споменавте, тоа е само уште еден доказ дека тие обврски кои што ги има државата ќе стигнат на времено и ќе бидат алиментирани на време во секаде онаму каде што треба. До крај на годината од прилика на приходна страна фалат милиарда евра. Тоа е според проекциите. Денешните бројки укажуваат дека на приходната страна ние имаме реализација од 85% и тоа е факт. Буџетскиот дефицит е реализиран, тоест позајмувањата се реализирани. Тоа што е проблематично е делот на приходната страна. И прераспределбата е само доказ дека во суштина не достигаат пари таму кај што самите си го испланирале. Ridistribuimi arriti në kuvent pikërisht para votimit për projekt buxhetin për vitin 2026, ai do të jetë në seancë plenare të martën. Nga mbi 200 amendamente u pranuan vetëm 5. Prenxov tha se buxheti për vitin e ardhshëm ofron rritje dhe zhvillim dhe një jetë më të mirë për qytetarët, ndërsa Bytiçi ishte pesimist. Сметаме дека тоа ќе донесе подобар живот, сметаме дека сме многу поодговорни како политички субјект, многу почестни, многу поискрени и сметаме дека ги знаеме многу подобро потребите, реалните потреби на секоја една целна група во нашето општество. Јас ќе кажам една работа, а тоа е граѓаните во овој момент потрошувачката кошница ја покриваат со 2,7 минимални плати наспроти времето кога ја оставив, а тоа беше 2 минимални плати. Në lidhje me pyetje nëse do të mbështesë në kuvent propozimin e sindikatës për rritjen e pagës minimale, Prenxov tha se do ta analizojnë, ndërsa Bytiçi tha se paga minimale duhet të rritet.